Најпрво сакам да ви се заблагодарам на медиумите што имате толков голем интерес за отварањето на оваа поликлиника. Се надевам дека и прашањата ќе бидат насочени токму на оваа тема. После 50 години, утрово се консултирав со пратеникот од Сарај, со бившиот градоначалник на Карпош, бидејќи оваа општина во свое време беше и дел од Карпош, така ли е, градоначалник. Уште од тогаш датираат потребите на граѓаните и барањето да се направи поликлиника во Сарај. И денес, на огромно задоволство на сите, ја имаме една од најмодерните и најубавите поликлиники, би рекол, во државата и заслужено за граѓаните кои што сега веќе нема да мораат да патуваат до Ѓорче Петров, до Карпош и така натаму за да добијат здравствени услуги. Сакам да ги поздравам тука вице-премиерот Груби, министерот за здравство Меджити, заменичката министерка Манолева, градоначалникот на Сарај господинот Беџети, директорот на здравствен дом Скопје и Сијановски, неговите колеги кои се тука, заменикот Вулнет Селими и сите други присутни, пред се докторите и пациентите кои што тука ќе доаѓаат. Се надеваме во помал број, како што се кажува, на отварање на секој здравствен објект. Здравјето на граѓаните од ова се гледа дека е наш врвен приоритет. Денес навистина е задоволство да се биде тука на отварањето на поликлиниката Сарај во истоимената општина, со што го исполнивме долгогодишното очекување и потребата на граѓаните да имаме во овој дел на Скопје модерен поликлинички центар. За прв пат граѓаните на Сарај добиваат примарна здравствена заштита во нивното место на живење со нова поликлиника и со леснува пристапот до здравствените услуги кои што ќе бидат на врвно квалитетно ниво, бидејќи и самите медиуми може да се уверат дека покрај тоа што се работи за нов објект, се работи и за комплетно нова апаратура која што ќе биде тука користена во сите оддели, како и за кадар здравствен кој што ќе работи и поискусен, меѓутоа и помлад кој што веќе е вработен тука. Инвестицијата која што овде е направена е вредна 1,3 милиони евра буџетски средства кои што обезбедуваат современи услови за лекување. Морам да се заблагодарам исто така и на општина Сарај, на градоначалникот кои што успеа да ги завршат навремено сите потребни инфраструктурни и имотно-правни активности заедно со нивните колеги. Да се заблагодарам и на граѓаните на Сарај кои што отстапија дел од свој имот практично за да може да биде комплетирано се ова. Тука е пратеникот, не го гледам. Семејството мислам дека се вика Салиу, кое што има отстапено дел од свој имот практично да може ова да се комплетира и навистина и тие заслужуваат на голема благодарност и на здравството, меѓутоа пред се на граѓаните кои што тука ќе се лекуваат. Веќе се вработени 26 нови вработувања од разни профили во оваа поликлиника. Она што како потреба го истакна раководителите овде дека ќе бидат потребни уште 26 дополнително за да може да работи со поголем интензитет и тоа ќе биде направено. Вие знаете дека веќе имаме процес на 1117 нови вработени кои што ќе дојдат, кои што практично работеа во здравствениот систем и убеден сум дека дел од нив ќе бидат тука исто така во оваа поликлиника Сарај. Во текот на изминатиот период навистина беа направени голем број на реновирања, напуштање на нова опрема во здравствениот систем во државата. Можам да истакнам голем дел од нив, како што е отварањето на новата клиника веќе во Козле, голем број на нови апаратури во клиниката за гастроентерохепатологија со комплетно реновиран нов одел, кој што беше правено заедно со поддршка на амбасадата на САД. Потоа оделот за ендокринологија на клиниката за токсикологија, оделот за педиатрија во општата болница во Гостивар, но и многу други здравствени установи кои што беа опремени со нова опрема, меѓутоа и со комплетно реновирани објекти. Што се однесува до буџетот за оваа година, тој веќе во голем дел на ставките е зголемен, што беше и одобрено од собранието. Зголемивме буџетот за ретки болести за 878 милиони денари, или тоа се 15 милиони евра, со кои што се обезбедуваат лекови практично за оние кои што нема во текот на изминатите години. Знаете дека веќе и трикафта се испорачува до пациентите согласно со планот кој што го прават докторите на соодветните клиники. И со тоа покажуваме дека наистина се грижиме за здравјето на граѓаните. Сакам на крај да посакам успешна работа на поликлиника Сарај, на сите здравствени работници кои ќе работат овде. Сакам да им порачам да се водат од принципите на Хипократовата заклетва
и секогаш да се стават во служба на хуманоста, во што сум сигурен дека тоа и сега го прават. Сакам да ви се заблагодарам на сите уште еднаш и да посакам успешно работење и, како што се вели, што помал број на пациенти. Ви благодарам.